Десетина села во Делчевско немаат доволно вода и жителите преживуваат двоен пекол на високите температури. Проблемот кај повеќето од нив се провлекува со години, па по жителите денес се огласија и советничката група на ВМРО ДПМНЕ. Освен село Звегор, сериозен проблем со водоснабдувањето имаат и многу други села од збиен тип. Тоа се селото Виче, селото Разловци, селото Габрово и нормално селата кои што се од разбиен тип. Овде се станува слово за селото Ветен, селото Дранче, селото Пигла и селото Нов Истерник, кои што имаат проблем веќе со години, кога е оваа локална власт на село Делчево, за да имаат нормално живење во соседните домови. За Гоцевски и советничката група на ВМРО ДПМНЕ овој проблем подитно мора да се реши. Овој проблем треба идно да се реши, затоа што е незамисливо во 2025 година било кое семејство во државата да нема вода за пиење во соседниот дом. Освен за неодговорност и неажурност, од ВМРО ДПМНЕ зборуваат и за индиции на криминал, кој според нив се однесува на проектот за пречистителна станица и нов водовод, кој е швајцарска донација, а со кој требаше да бидат офатени и селата Габрово и Звегор. Ние како советничка група на ВМРО ДПМНЕ во Делчево имаме сериозни индикции за тоа дека постојат низа на нерегуларности при изведбата на водоводот во селото Звегор и во селото Габрово и сметаме дека јавното обвинителство и надлежните институции требаат сериозно да се занимаваат со овој проблем. Кулминација на се е фактот што иако општината во владение го нема добиено проектот, таа сепак од граѓаните наплаќала за приклучок на вода. И што сега? Најголема кулминација на проблемот е во селото Звегор, каде што јавното комунално предпријатие во Делчево се осмели да наплаќа приклучок за водовод кој што не им е даден во владение. Тоа е сериозна индикација за сторено кривично дело од страна на раководството на јавното комунално предпријатие и ние како советничка група на ВМРО ДПМНЕ сметаме дека буџетите на овие семејства, тоест на семејството од село Звегор, се оштетени.